Повторно сте во извршниот на Социјалдемократскиот сојуз. Ја задржувате на некој начин својата политичка функција во извршните органи на партијата. Не ви понудија подпредседателска позиција, не ја сакавте. Мојот став беше сосема јасен во однос на било какви позиции. Ве праша? Мојот став беше јасен. Дека навистина нема потреба од дополнителни позиции, освен континуитет на политиките во однос на член на извршен одбор, каде што немам толку импликации во однос на време, патување до Скопје и назад, затоа што навистина имам премногу работа во Струмица. Во таа смисла мислам дека навистина нема никаква потреба, ниту да ми се нуди, затоа што ако ми се нуди пак треба да одбијам, а не патам од такви комплекси и суети да бидам нешто да ми се понуди, па јас да го одбијам или да го прифатам. Новото лидерство и новиот претседател на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски секако дека има апсолутната слобода, можност и одговорност да го составува тимот, она што неколку пати го имам кажано во јавност, дека сигурен сум дека ќе обезбедиме континуитет на политиките и стратегијата на партијата во однос на евроинтеграцијските процеси, во однос на разговорите и проблемите и предизвиците со кои што се соочуваме со Република Бугарија, да пристапиме кон решавање на истите. Јас лично, зборувам во моје име, сум прилично убеден дека алтернатива освен интеграција во Европската унија за нас како држава не постои. Тоа е стратешки интерес на државата и на тоа треба да бидеме максимално фокусирани. Вие сте еден од ретките кои што од претходното раководство останува во ова. На што се должи тоа? Секако на што се должи навистина предлогот кој што дојде од страна на председателот Димитар Ковачевски беше прифатен од моја страна. Сигурно се има негови аргументи, јас имам своји, мојата посветеност кон партијата. Тоа не треба да значи дека другите не биле посветени на ангажманот партиски, но навистина Димитар Ковачевски сака да бидам дел од неговиот тим, дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Понудата беше прифатена од страна на членовите на Централниот одбор на партијата и евеме Костадин Костадинов е член на извршниот одбор. Какви промени предизвика промената комплетно на раководството? Ќе имаме владина промена на составот што го знаевме досега заради оставката на премиерот, на министрите. Тежок период ли ќе биде 2022 за Социјалдемократскиот сојуз според вас? Предизвик е да секако на секоја владеачка гарнитура да се соочи со предизвиците. Секако и нас како политичка партија, особено нас од Струмица, кој што имавме лидер на партија, за господинот Зоран Заев, кој што ја водеше партијата од 2013 година до пред некој месец кога го избра Димитар Ковачевски. Секако дека е посебен предизвик промената на било кое раководство, но затоа велам, кога фокусот е стратегијата на партијата, многу полесно се промостуваат промените на раководството. Затоа и ќе инсистирам нормално во раководството, каде што е местото за дебата и дискусија, да фокусот биде тој. Навистина, како партија не се занимаваме, ниту патиме било кој од нас од било какви суети или комплекси на тоа кој е сега на позиција, кој не бил, кој бил па продолжил, туку фокусот ќе биде имплементирање на стратегијата, на стратешките интереси на државата. Тоа е нашата партија. СДСМ е државотворна партија, јас сум убеден дека таква и ќе остане и со промената, и по промената на раководството. Што за вас и за партијата значи оставката на Зоран Заев, ако вие сведоци сме дека пред одредено време овде во емисијата рековте дека ќе инсистирате таа да биде променета доколку има можност за такво нешто? Да, секако дека инсистирав таа одлука да биде променета, но одлуката е прво личен чин негов,
разговарав, јас ги образлагав аргументите кои што сметав дека треба да ги кажам во рамки на раководството на партијата. Претседателот се ги кажа неговите аргументи кои што се сосема оправдани и оставката беше и прифатена и приложена и ете денес се реализира.